Голем бран бегалци се очекува следните денови во транзитниот центар во Гевгелија. Најмалку 11.000 ќе пристигнат во транзитниот центар штом престане штрајкот на поморските работници во Грција. Во моментов ситуацијата е стабилна, а прифатниот кампер е си празен. Согласно активностите кои ќе ги презема Центарот за управување со кризи и институциите кои се вклучени во решавањето на оваа криза, секако ние се подготвуваме за наредниот период кој што доаѓа. Во тој поглед, преку Министерството за труд и социјална политика обезбедени се одреден број на финансиски средства, кои што ќе бидат искористени пред се за донесување на појак капацитет на електрична енергија во прифатниот центар, преку изградба на една трафостаница за потребите на прифатниот центар и секако ќе биде проширен капацитетот на транзитниот центар со цел доколку некој изрази желба, што не е случај до сега, да преноќи во прифатниот центар, да ги има неопходните услови за таа дејност. Во меѓувреме, транзитниот центар се подготвува за студените денови. Ќе се изградат дополнителни шатори во кои ќе може да се засолнат мигрантите и бегалците додека чекаат за потврди за да го продолжат патувањето. Планирано е и изградба на мала трафостаница која ќе обезбеди доволно електрична енергија за затоплување на објектите, а капацитетот ќе се прошири за уште 1500 луѓе. Според раководителот на Центарот за управување со кризи, нема да има намалување на бројот на мигранти во текот на зимата. Ние како Центар за управување со кризи, како регионален центар, секако дека имаме одредени анализи на оваа тема. Според моје лично убедување, јас не сум убеден дека бројот на мигранти ќе се намали со доаѓањето на зимските услови, односно постудените денови, од причина што мигрантите немаат некоја голема причина да не доаѓаат, бидејќи имат организиран транспорт од страна на грчките власти до овдека имат некои си добри 650 метри за одење, што секако не представуваат некој проблем за прекинување на таа миграција. Во прифатниот центар ги имаат условите кои што ги знаете, значи ето суви простори, место за починка, за интернет имат, исто така доколку не сте запознаени, значи комуникација со своите најблиски. Така да мислам дека и очекувам дека воопшто тој бран нема да се намали. Според информациите од Центарот за управување со кризи, досега соработката со грчките колеги е задоволителна, но не е постојана. За нормален проток на мигрантите, Лазаревски смета дека треба да има стратегија на дејствување, а не како досега да се реагира во моментот според ситуацијата.